Еве на назад, почитувани во отвореното студио 1. И како што претходно најавивме, во овој дел ќе поразговараме на она тема која што одекна и тоа како во текот на вчерашниот ден, а тоа е дека папата Франциск доаѓа во прва историска посета на 7 мај идната година. По тој повод сакаме една поширока слика и повеќе информации да продискутираме секако пораките што би значело доаѓањето на поглаварот на Римокатоличката црква. И токму со нас наш денешен гостин е Даријан Сотировски од Комисијата за верски заедници. Добар ден најпрво. Добар ден, благодарам за поканата. И чекаме уште еден гостин исто така. Така, да го очекуваме нашиот колега, односно новинар Маријан Николовски, кој што е главен и одговорен уредник на веб порталот Религија и долги години се бави со оваа тематика поврзана околу верски односи, секако се што е поврзано со религијата. Ќе ни се приклучи малку подоцна и сега стартуваме со господинот Сотировски. Но пред да го поставиш првото прашање, Јана, оно што би сакале меѓу нас една дилема да ја разграничиме, дали е Франциск или Франциско. Секаде го пишуваат најразлично. Или Фрања. Или Фрања. Да, и тоа е една од опциите. Да. Видете, мислам дека е папата Франциск. Да. И во консултација со лектори сум имала прилика да ми го потврдат тоа, па ете ќе одиме со Франциск. Со Франциск. Поред. Повели, Јана. Така, па ајде едно општо како влез во разговоров, еве најавија и потврди ја и од владата, секако се прават веќе подготовки. Чинам денеска имаше исто така изјава и од главниот на спомен куќата на мајка Тереза. Католиците, особено со оние свештени лица, од тоа што ги контактиравме, со голема радост ја примија информацијата дека е потврдено дека папата Франциск доаѓа во Македонија. Па, како би се толкувало оваа негова посета? Видете, најпрво мора да кажеме збор два за еден збор кој што многу често ние во јавниот простор го користиме, од политичари до културни работници до новинари, а тоа е зборот историска. Кај нас во државата се е историски. Но во овој случај навистина тој збор има смисла, има свое оправдано значење, затоа што ова е историска посета на нашата држава. Со самото тоа што се работи за прва посета на римокатоличкиот поглавар на Македонија, мислам дека е навистина посета со историско значење. Истата треба да се разбере како најпрво зајакнување на нашите билатерални односи на Светата столица и на Република Македонија. Македонија веќе се етаблира на меѓународен план како самостојна, суверена, стабилна, просперитетна држава, која што е препознаена од сите, дури и од овие центри кои што не само на политички и на верски, туку и на културен план доминираат во светот со векови наназад. Затоа треба да се поздрави одлуката на римокатоличкиот папа да биде тука на 7 мај следната година. Треба да се поздрави ангажманот на сите државни институции кои што минатиот период работевме да успееме да дојдеме до ова, но исто така да се поздрави ангажманот на сите кои што досега изминатите децении работеле на ова, затоа што ова не е успех кој што можете од денес за утре да го постигнете. Се работи за дипломатска активност која што мора се истакне, мора се поздрави. Уште периодов имав прилика да го сретнам и нашиот прв амбасадор во Ватикан. До денешниот, последниот, пред некој ден разговаравме, нашите досегашни државни челници, значи се работи за успех на нашата дипломатија и како таков мислам дека треба да го искористиме повеќестрано за да има придобивки и нашата држава, нашата меѓународна политика, но и на внатрешен план тоа може добро да се искористи. Ако изминатиот период во Македонија своја посета остварија некои од највисоките политички представници од Европа и од светот, имавме прва посета на Меркел, овде беше Столтенберг, да не ги набројувам, имаше многу посети. Дали може ова да се третира како еден вид на доврзување доаѓањето на поглаварот на Римокатоличката црква и дали тоа значи дека Македонија ја става во на мапа на релевантни држави? Е сигурно дека тоа може така да се толкува, но во себе папата инкорпорира најмалку две, односно три функции. Тоа е прво суверениот водач на Римокатоличката црква во светот,
како верски поглавар. Понатаму е тој суверен монарх со верско милие на самата Света столица, но и на државата Ватикан. Така да ова е не само верска посета на верско лице, туку и на еден висок државник од една држава која што слично на Комонвелтот на Велика Британија има своји, да кажеме, представништва, односно е секаде представена во многу развиени држави од западниот свет, но и во многу други држави ширум светот. Јас не би се трудел тесно да го толкувам неговото посетување на Македонија и да кажам дека е надоврзување на плејадата посети кои што исто така се за голема почит на високи европски државници, но сигурно дека е еден од показателите дека Македонија од ден на ден станува се посериозен фактор пред се тука на Балканот, а со тој во Европа, како што работиме внатрешно да станеме посериозни, по-достоинствени, стануваме на меѓународно поле и тоа е евидентно. Видете сигурно дека папата не би си дозволил да посети држава која што има нерегулиран меѓународен правен субјективитет или пак внатрешни немири кои што би ја загрозиле неговата и безбедност, но и пораките кои што ќе ги испрати. Затоа сметам дека се работи за една сериозна одлука која што има апсолутно која што има навистина големи придобивки за нас. Тука на момент ќе го прекинеме разговорот, почитувани, ќе направиме кратка пауза за да може да ни се приклучи вториот наш гостин, новинарот Маријан Николовски, кој што претходно го најавивме. Значи кратка пауза и веднаш потоа се враќаме назад во студиото со разговорот. Дали селективната амнестија е црвената линија за да се усвојат уставните амандмани или целта деблокирање на евроатлантските интеграции ги оправдува сите средства? Кој е одговорен за бегството на Груевски? Интервју со Радмила Шекеринска, министер за одбрана. Вечерва, отворено студио во 19:15 часот. Во ексклузив ке гледате стендап комичарот Маријан Ѓоргиевски и ја пострижа косата на водителката Нина. Пејачот Мартин Мила искрено пред камерата на ексклузив. Мене ми фали многу Македонија. Изгубени на естрадата. Ова се македонските пејачи кои со години тапкаат во место. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Во 22 часот во отвореното студио ќе гледате дали македонската радио-телевизија ги исполнува стандардите за јавен сервис. Разговор со Жанета Скирлев, поранешен уредник во BBC на македонски јазик. Над 230.000 македонски граѓани, претежно млади, потврдено се иселени за 15 години, а никој не знае уште колку мина во странство се на црно. Разговор со новинарот истражувач Дејан Азески. Оваа кратка пауза беше за да ни се придружи нашиот колега Маријан Николовски. Добре дојде за него. Драго ми. Добре дојде. Маријан, ова сфера, религијата е нешто што ти го следиш многу подолго од нас. Зборувавме ние како едно мало интро за значењето на доаѓањето на поглаварот на Римо-католичката црква во Македонија, меѓутоа ако се знае дека агендата на папата не се прави од денес за утре, туку тоа е една цела подготовка. Што ваквата одлука значи за Македонија конкретно, неговото доаѓање овде? Во секој случај мислам дека ако не друго ќе промени фотографијата која што од Македонија последните 20 на 30 години излегува во светот, таа не е убава. Се надевам дека оваа фотографија ќе биде многу поразлична од она што сме навикнати да гледаме фотографии од Македонија во кои што луѓето од различни етнички или верски заедници се тепаат, убиваат или се случуваат се и сешта.
ситуации. Секој случај посетата на папата на една држава е барем во доминантниот католички свет вест број 1, а посетата во Македонија како доминантно православна држава во секој случај мислам дека ќе побуди интерес и ќе биде една поинаква слика. Јас за мене интересен моментот што папата овој пат ги одбрал, мислам дека во оваа рута или како се нарекува тура на поседи има уште една држава, чинам дека не е објавена, тоа е Романија и Бугарија. Да, али интересен ми е спојот на Романија, Бугарија и Македонија. Тоа се три доминантно православни држави. Сите три држави барем имаат јасен светоглед во поглед на евроатлантската интеграција, две од нив членки на НАТО и на Европската унија, третата е на пат да биде членка на НАТО и Европската унија. И јас посетата негова гледам најмногу низ призмата на изјавата на бископот Киро Стојанов, кај што вели папата доаѓа да ја охрабри Македонија и се надевам дека неговата посета ќе има многу позитивен импулс пред се на политички план, затоа што папата овде доаѓа како представник на држава, на Ватикан, а не како поглавар на и доаѓа како поглавар, меѓутоа не како религијски водач, затоа што во државата во која што доаѓа Македонија доминантно религијска организација православната, а наспроти католичката, меѓутоа велам дека сепак неговата порака веројатно ќе ја има таа тежина и би требало да биде барем според мене така толкувана. Така, интересен е моментот она што го споменавте. Освен можеби сега не би знаеле што нели да прогнозираме што се и какви пораки би испратил папата тука, меѓутоа охрабрување на политички план спомена Маријан. Охрабрување на Македонија дека има иднина ова мало парче на Балканот и Европа, дека така го толкувам. Ако МПЦ води подолго време нели една своја битка за автономија, колку оваа посета на папата би можела да биде поддршка и во таа насока, да МПЦ конечно се избори за она за кое што се залага со години и при тоа нели би се остварила една, колку е важна да има една таква средба помеѓу Франциски, првиот човек на македонската архиепископија господин Стефан. Јас не знам агендата, меѓутоа знам дека веројатно освен државниот врв на агендата би требало според мене да бидат и поглаварите на сите три верски заедници доминантно поголеми во Македонија, тоа е православната македонска православна црква, исламската верска заедница и секако домакинот католичката црква, така да не знам дали е тоа во агендата, меѓутоа сметам дека би било добро нормално да има таква средба. Колку Ватикан и Вселенски и папата може да помогне во признавањето на македонската православна црква во православниот свет е сосема друго прашање, веројатно на прв поглед не може да помогне ништо затоа што станува збор за сосема различни црковни институции, меѓутоа може да биде некаков поттик или показател или мотиватор за решавање на кановскиот статус, ако се знае дека интересот за тоа прашање го презеде во последно време Вселенската патриаршија, а релација ФАНАР или Вселенска патриаршија и Рим и Ватикан односно на овие двајца поглавари веќе подолги години се како се вели интензивни и релации кои што се градат на искрени односи, така што велам директно не, меѓутоа индиректно сепак може да се испрати било каква порака, меѓутоа прашањето за статусот канонски МПЦ останува да го решува на исток, не на запад сепак се уште. Дарија? Па видете, би се надоврзал тука, јас сметам дека односот кој што МПЦ го има тука со доминантното население не може биде загрозен на ниту еден начин. Папата не доаѓа да шири пропаганда или да наметнува некоја пропаганда и тука треба веднаш да ги, како да кажам, да ги отфрлиме таквите, можеби што ќе се појават во иднина тенденции на дел од општеството, тоа така да го коментира. Македонската православна црква уште од многу одамна има одреден културен однос со Ватикан. Уште за време на Самуиловото царство имаме ние признавање на црквата од Охрид од Рим наместо од исток, а тоа било значи многу пред шизмата, односно кога го делиме христијанството на исток и запад.
подоцна богослужбениот јазик на светите браќа Кирил и Методи е признаен од папата, тогашниот римски папа. Имаме кукушка унија како производ на обидите на нашето население своевремено да избори обновување на Охридската црква. После тоа имаме од овој владика сега, односно од овој римокатолички поглавар, канонизирање на Света Мајка Тереза денес, која што ужива почит и поддршка тука. И една многу важна работа, римокатоличкиот поглавар е домаќин веќе 50 години, од 1968 година до денес на нашата црковно-државна делегација во рамки на одбележувањето на Свети Кирил во Рим. И ако ништо друго, сметам дека ние имаме една убава можност за прв пат да го пречекаме нашиот добар домаќин и секогаш гостопримлив тука дома. Се разбира дека прашањето на автокефалниот статус Македонската црква не може да го решава преку Запад, но самото решавање на автокефалниот статус е веќе отворено како дискусија и сметам како што ќе се навлегува во аргументации во тоа прашање, на површина ќе излегува колку тој спор или тоа прашање е празно од аргументи, нема реална причина за тоа, затоа што нашата црква, јас секогаш што го зборувам, цути во полнота, односно ужива де факто автокефален статус, кој што никој не може соодветно да го нападне и да го деградира. Сега една работа, многу е важно дека Македонија е држава, односно како се нарекува, земја на Мајка Тереза. Логично е папата да биде гостин во државата каде што е родена Мајка Тереза, и Мајка Тереза е, на пример, единствениот историски лик во Македонија кој што не ги дели луѓето. Не ги обединува. Албанците, македонците, не знам, католиците. Таа вредност на Мајка Тереза е логично да добие одек како позитивна приказна од Македонија во светот, која што ние како држава веројатно недоволно сме експонирале. Меѓутоа папата има шанса тоа да го направи, и јас ако се прашувам, мислам дека на папата треба да му се дозволи да ослужи миса на градскиот поштад во Скопје како држава. Од тоа што денеска можев, бар пред да влеземе во студиово, да го прочитам, имаше информација чинам од директорот на спомен куќата на Мајка Тереза, кој што изјавил денеска дека со радост ја примиле информацијата и дека започнале со подготовките околу приемот, и секако најверојатно логичен заклучок е дека и ние треба добро да се покажеме во овој однос, па и од она што можев да го прочитам од изјавата на бискупот Стојановски баш на твојот портал Маријан на религија, дека дефинитивно смета не само нашава држава, туку и соседните, дека треба да партиципираат за да го удостоиме со еден добар пречек или церемонија. Што би нешто би значило туку на каков начин, односно што си е потребно да се направи за таков достоинствен пречек да има. И особено што се очекува да доаѓаат и луѓе од од странство. Во секој случај, доаѓањето на папата подразбира висок државнички дипломатски протокол, кој што е работа на државата, кој што од обезбедување до целиот тој протокол кој што мора да биде запазен согласно сите дипломатски критериуми. Мене ми е важна да го видам односот каков ќе биде на православното население кон папата и на Македонската православна црква. На исламската верска заедница во принцип знам дека ќе биде односот позитивен, не се сомневам во тоа. Затоа велам ми е важен затоа што ги читам овие два дена коментарите на условно кажано на делот православните верници во Македонија. Папата не доаѓа овде да ја католицизира Македонија, ниту пак доаѓа да шири, како што велат некој, еретизам или било што. Папата е светска личност која што е дел од христијанството, без разлика дали е православие или католицизам, кој што е подеднакво близок до секој христијанин, без разлика дали е православен или не е православен. На неговата посета треба да се појават и православните, католиците и муслиманите, како што е слика од како што беше во Тирана пред неколку години, како што беше
во Бугарија пред 15-20 години, кога беше Јован Павле II, како што беше во Сараево, како што било. Добро е што Македонија се одважи, односно, или пак папата, пошто државнички ние никогаш не сме имале проблем. Знам дека сите политички гарнитури го канеле. Колку било тоа куртоазно, колку било искрено, не знам, меѓутоа еве се случи тој позитивен одговор. И добро е тоа што се случува во Македонија за наспротив некои општества како на север од нас, кои што се уште имаат некои други размислувања во поглед на тоа. Папата не е непријател на православието, папата не е непријател на Македонија, папата нема да ги направи македонците католици, затоа што религијата, вероисповеста е индивидуално чувство. Ние имаме процес на унијатство или како што спомна Даријан, почнува од Кукушка унија кој што е траел низ годините. Јуто тоа се луѓе кои што се определиле верски таму да припаѓаат и тоа е во ред, ме разбирате. Тоа нема нити да го засели, нити да го не гледам причината од некаков страф од поседата на папата. Напротив, тоа е една добра слика која што ќе во контекст на тоа. Ја начнавме темата на почетокот дека од него се очекува и еден вид на политичка поддршка, иако Македонија е секуларна држава, да. А овој папа, за разлика од неговите претходници, е така, може да се каже слободно во јавноста, важи за еден модерен човек, поранешен моторџија. Самата негова појава и ако се земе предвид политичкиот план на Македонија да се зачлани во ЕУ и во НАТО, каков импакт би имало врз населението кое што живее овде? Маријан спомна. Би сакал само да додадам околу квалитетите кои што овој папа ги поседува. Јас се поздравувам, еве сега мала дигресија вашата вечерашна емисија. Имаме простор доста да зборуваме. Ова е еден папа кој што би рекол дека не е конвенционален. И во односите со православните верници, православието во целост има одредени чекори кои што се за поздравување, за поклон. Тука е многу важно граѓаните да знаат дека овој папа ја потпиша заедничката декларација во Хавана, во Куба, заедно со патриархот на Руската православна црква, кој што представува најголем дел на православните верници во светот, а таа декларација е едно заедничко јавно обврзување дека ќе се борат за обединување, за заедништво, за помош на христијанството во целост. И уште едно, што е еден многу важен светски настан, а тоа беше поклонението на овој папа заедно со нашиот многу почитуван вселенски патриарх Вартоломеј во Ерусалим на Божиот гроб, каде што исто така следеше и потпишување и произнесување на една декларација, каде што исто така се декларира нивната заложба за заштита на христијаните заедничка на повоените подрачја на Блискиот Исток. Овој папа своевремено бил во Аргентина и надлежен за католиците од византиски обред, од источен обред, така да тој не е човек кој што сам по себе би ширел пропаганда, туку има навистина разбирање за православието во целост. Тука да се надоврзам околу секуларниот момент, дека сите овие манифестации, веројатно во други прилики ќе разговарам и поопширно за тоа, секојдневно, да не речам, но многу често во јавноста се шпекулира, се зборува, често да бидем искрени како што е, дека се напаѓа и црквата, не ужива, би рекол, некоја посебна поддршка од медиумите и јавноста, и тоа е, реалноста е таква, никогаш не треба да прикажуваме друга реалност. Секуларното општество едно е важно да се свати дека тоа не е атеистичко општество, но тоа не е и општество кое што е теолошко, како да кажеме, кое што е верски обоено во целост. Секуларното општество е придобивка на цивилизацијата и цивилизацијскиот напредок на светот воопшто. Секуларното општество е општество во кое што се гарантираат граѓанските слободи и права во целост и ништо повеќе од тоа. Тие се верски права и секој еден човек, како индивидуа, државата, која што е секуларна и демократска, не може биде секуларна доколку не е демократска. Таму ги гарантира верските слободи и права на поединецот. Тој има, согласно тоа право, согласно сите светски начела и домашното уставот, законот за правна положба на црква и спречување на дискриминација, има право да ги ужива тие права и да се здружува, да формира верски заедници и религиозни групи. И има еден исто така многу важен момент околу секуларноста, дека државата која што е секуларна
доброволно, согласно своите невисоки правни акти, се откажува да мотивира религиозност на широките народни маси. И уште повеќе да фаворизира одредена вероисповед. Мене многу ми е криво што немаме доволно време да ги отвориме сите прашања поврзани токму со МПЦ и со црквата, особено по последните медиумски известувања кои што велат дека преку 5 години МПЦ нема поднесено завршна сметка во УЈП, па со тоа се отвара дилемата и дали црквата е над уставот или законите, иако според уставот таа треба да биде еднаква пред со сите други граѓани, но ете во една друга прилика дефинитивно уште една тема треба со истите гости, може да и во проширен состав, бидејќи ве колегите од режија веќе ми јавуваат дека треба да ставаме крај на разговоров. Мислам дека барем делот за папата го плативме, да ги слушнаме, како што спомена претходно и Даријан, ќе има доста време за разговори, дебати, секако и анализи. И почитувани, да, редно време јас и колегата Чаловски веќе да се одјавиме, да го заокружиме овој блок со нас во отвореното студио 1. Се надевам дека ви бевме интересни и дека го задржавме вашето внимание. Ќе ви посакаме уште еднаш, нели, и до гостите за одвоеното време. Апсолутно. Така што ви посакуваме убав викенд, со нас се гледаме повторно во понеделник. Пријатно. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон по одлична цена. Неодолива празнична понуда од Телеком. Овие празници одберете Smart M и споделувајте со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс со празничниот бонус од 8.000 денари одберете го вашиот нов Samsung смартфон по супер цена. Авалон продукција векани на 4-часовно спектакуларно затворање на 2018-та со Фанк Шуи, Владко Стефановски трио и хедлайнерот на вечерта Джибони. 23 декември, 20 часот, VIP Арена. Најголемата регионална звезда Джибони, најголемиот гитарист на Балканот Владко Стефановски и фуриозните Фанк Шуи на All You Need Is Love 2018-та за најубав можен завршеток на годината. Avalon Production. Madame la ministre, par ici, Madame la ministre, s'il vous plaît. Madame la ministre. Scandale and discover Scandal by Night, the new intense eau de parfum by Jean-Paul Gaultier. Сакам сите да се среќни. Сакам да згрижам уште едно куче. Сите да имаат широк поглед кон светот. Сите врати да се отвораат со насмевка. Сакам сите да ме слушнат. Сакам да сум дома. Сакам изненадувања. Празниците се за исполнување на големи желби. Изберете 15 гигабајт интернет за секогаш, заедно со нов смартфон по супер цена. Honor 8X за 379 денари месечно или Honor 7S за 0 денари. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Неурчиња на љубовта. Пелистерка.
Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс од 14 до 16 декември. Димен свински бут 1 килограм, 269 денари плюс 100 поени. Маслинки 1 килограм, 263 денари плюс 400 поени. Листови од кисела зелка Випро, 1 килограм и 650 грама, 95 денари плюс 100 поени. Газиран сок Пелистерка кола, 1 плюс 1 подарок, 39 денари плюс 30 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. Овие празници со ништата се остваруваат. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон или овој 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена. Со празничниот бонус од 8.000 денари одберете го вашиот нов Samsung смартфон по супер цена. Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почнувам со Фортекс. Ви го представувам Диаврон 600, најбараниот додаток во исхрана кој направи вистинска револуција низ македонските аптеки. Специализирање за диабетичари, а допринесува за разградување на шекерите во крвта. Помага за нормална циркулација и при отежното движење, за одржување на нормалната функција на нервниот систем, како и намалување на чувство на замор и слабост. Задолжителна употреба од 6 месеци, а го има во сите поснабдени аптеки во земјата. Запаметете, Диаврон 600, чувар на вашето здравје. Чуваме со Кадино, моето брашно. Веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5.000 денари. Тонус леб, леб на иднината. Тонус е леб без брашно, идеален за здрава исхрана, погоден за луѓе со нарушено здравје, за болните од диабетес и анемија. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе